Да ви се извинам што градежните работи траја подолго од колку што планиравме. Знам дека имаше една нервоза и таа ја разбирам и ве замолувам за разбирање. Слушнав многу критики на почетокот дека ќе правиме овде зграда, па ќе правиме катна гаража, па ќе правиме фонтани. Сето тоа не беше вистина, имавме намера да го направиме. Можеби звучи нескромно, но најубавиот парк во центар во Скопје во Република Македонија. Ката вредност на паркот ќе видиме напролет, кога ќе во полн сјај ќе го видиме зеленилот. Овде се посадени, мајако не грешам, над 90 врсти од дрва, преку 90 врсти различни зеленило. И во секоја сезона од годината, пролет, лето, есен и зима, секој дел од паркот посебно ќе вегетира и посебно ќе има свој сјај во секој дел од сезоната. Ова е навистина сериозен проект затоа што целата површина изнесува 20.000 квадратни метри. Од нив 12.000 квадратни метри е зелената површина, со што фактички го добиваме најголемиот зелен тепих во општина Центар. 2000 метри се само поплочувањата. Имаме две игралишта, поделени се намерно на два дела, едните за помали деца, другите за поголеми деца. Две подни фонтани кои што во лето навистина ќе донесат освежување, тие не се фонтани, повеќе се прскалки. Имаме урбана опрема која што е специфична само за Капиштец. Клупите ќе бидат само тука со овој стил и на ниедно друго место и мислам дека оградите се навистина прекрасни затоа што се од една греда која што е направена од масивно дрво. И за прв пат, бидејќи фактички ова зеленило кое што го реконструиравме беше старо 40 години воопшто или многу малку беше реконструирано, одлучивме исто така на овој, слободно ќе кажам, најурбан дел од општина Центар да го заокружиме со нешто што досега не е направено, што мислам дека е апсолутно незаслужено и од оваа година, секоја нова година ќе го правиме, а тоа е да овој парк биде и новогодишно украсен. Вчера жителите што живеат овде, се разбира, може да видат како е тој украсен, но од вечера ќе можеме и сите да уживаме тука што праѓаме и се разбира сите тука што живеат. Да не должам, овие неколку денови добивме многу сугестии кои што ги прифативме. Треба уште осветлување, особено на централниот дел. Ќе го појачаме осветлувањето на двете игралишта. Кошаркарското игралиште ќе биде оградено, за да можат децата да играат слободно и да не пречат нити они, нити топките додат во баскетите додат во зеленилото. И она што беше, и со ова ќе завршам, она што беше како најмногу барања што имаше, а тоа е да, бидејќи јас видов дека навечер има доста младинци кои што ги користат не за играње, туку за друго овие игралишта, од понеделник, од вторник ќе ставиме овде чуварска служба. Знам дека тоа не Кукичката веќе е нарачена, предпоставам ќе биде поставена не во средина, туку на влезот и ќе има чувар со лиценца, со целата опрема што е потребна, со униформа. Верувам дека многу брзо ќе го запознаете и ќе имате однос со него кој што ќе биде пријателски, од доверба, и тој не е само за да ги чува овој прекрасен парк кој што денеска официјално го отвараме, туку воопшто и за да може да ја чува ова населба од оние кои што не сакат ова да биде толку убаво или има други намери. Сакам да кажам дека сме отворени и понатаму за конструктивна критика. Кажете што треба да се направи, а ние продолжуваме потоа од пролет со останатиот дел од Капиштец, со што бијќи почнавме нели со оној дел што е кај Рузвелтова, денеска сме тука, потоа продолжуваме позади и со што буквално јас сум убеден дека Капиштец ќе биде и тоа што го заслужува најубавиот дел во Центар, кој што пак е најубавиот дел во Скопје, а Скопје е најубавиот град во Македонија.